Пред 25 години на денешен ден во Охрид, тогашните лидери на политичките партии под покровителство на председателот на државата ставија подпис на документот кој го промени текот на поновата македонска историја. Охридскиот рамковен договор донесе прекин на неколкумесечниот конфликт кој избувна во 2001-та кога албанската паравоена формација ОНА почна со напади врз македонските безбедносни сили. Војните действија однесоа 78 животи, а државата беше под закана од територијално расцепување. Овој договор го трасираше патот кон мирот. Четврт век подоцна, Охридскиот договор се перцепира како жива гаранција за еднаквост и стабилност, но и потсетник за научените лекции од минатото. По повод годишнината, премиерот потенцира дека кон Охридскиот рамковен договор мора сите да се однесуваат со зрелост и одговорност кон иднината. Историјата не може да се промени, но обврска на денешната генерација е да извлече поуки и да изгради држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, порача Мицкоски. Време е политиката се помалку да се занимава со тоа што не разделува, а многу повеќе со она што заеднички треба да го изградиме. На Македонија е потребно општество во кое вредноста на човекот нема да се мери според неговото потекло, туку според неговото знаење, труд, честност и придонес кон заедницата. Држава во која институциите ќе му служат на граѓанинот и во која напредувањето ќе зависи од способноста и резултатите. Стабилноста не е производ на случајност, туку се гради со диалог и меѓусебна доверба, порача од владата на свечината седница за одбележувањето на годишнината од рамковниот договор. Фокусот во предстојниот период ќе биде ставен на ефикасноста на институциите, зајакнување на довербата и спроведување на реформите кои треба да го забрзаат евроинтегративниот процес на земјата. Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна. Градиме модерна инфраструктура. За некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце. Интензивно се гради Тетово-Гостивар. Идните генерации треба да зборуваат за тоа каде ќе се запишат на факултет, кој постигнал подобар успех и на кој концерт ќе одат. Обврска на сите нас е да ја сакаме, почитуваме и развиваме заеднички државата. Секоја генерација има своја задача да го збогати наследството што го добила. Ако политичарите од 2001 година ги изградија мирот и институционалната еднаквост, нашата генерација треба да ја изгради долгорочната доверба меѓу заедниците, да изгради поефикасни институции и држава која функционира според највисоките европски стандарди. Председателот на собранието порача дека значењето на Охридскиот договор треба да се гледа надвор од политичките разлики и секојдневните толкувања, оценувајќи дека тој останува важен столб на уставната и институционалната архитектура. Република Северна Македонија е заеднички дом за сите нејзини граѓани. Неговата сила не лежи во разликите што не делат, туку во способноста да ги претвориме во заеднички вредности. По четвртина век, прашањето што мора да си го поставиме повеќе не е што сме постигнале, туку што ни останува да им наследиме на идните генерации. Дека различностите треба да се негуваат како вредност, а не да се користат за политички поделби, согласен и лидерот на опозицијата, но обвини дека токму спротивното го прават од владата. Ги делат граѓаните, создаваат непријател, сеат страв. Додека зборуваат за мир и соживот, во пракса прават се за да го уништат. Македонија заслужува да биде просперитетна и интегрирана држава. Дел од Европа, каде секој граѓан ќе се чувствува сигурен во сопствената земја. Не со поделби, не со омраза, не со етикети како талог. Во организација на Министерството за односи меѓу заедниците вечерва на Камениот мост во Скопје ќе се одржи свечено одбележување на 25 годишнината од рамковниот договор. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.